е ја, нема да сум доле пак. Говорев, зборот е јак, нема да сум таму. Говорев, зборот е јак, никогаш, никогаш, никогаш. Говорев, зборот е јак, никогаш, никогаш пак. Никогаш, никогаш. Никогаш, никогаш пак. Никогаш. Склопувам бракови скроз интерстеларни на метеори без комуникер. Те израдувам, нема потреба. Сакам да паднам на твој лон без комуникер. Качувам дрва, стрмни ми опасни. Здраво, дечки! Јас сум Гора Скени, а вие гледате Хитмейкер, Сцена Инбокс. Како прв прилог за оваа година, одлучив да ве прошетам на едно мистично патување. Музичко патување кое верувам дека ќе дае хармонија на вашиот ум и радост во вашите срца. За што станува збор? Останете да видите. Одиме! Јас сум Јанес Беговски, го свирам овој инструмент веќе 4 години, го истражувам, одам по фестивали, запознавам луѓе што го свират. Јас сум музичар, дипломиран, филмска музика имам дипломирано, моментално взимам 4-та година на естрад. Правам музика за театар и представи последните 8-10 години. Моите се актери, сестра ми е режисер, од дете сум влезен со филм, театар, музика. Гитара ми е прв инструмент, така имам почната како дете у прво деление. Свирам други инструменти, имам хом студио, чепкам, компонирам, правам. Кога поетот ќе остане без зборови, тоа значи дека навистина се случило нешто фасцинантно, нешто магично. Јас се чувствувам привилегирано што бев присутен на овој концерт, Јанес Беговски, и сега ќе го направиме најчудното интервју, брат. Значи, знам дека очекуваш нешто, некои чудни прашања или што и да е, меѓутоа, јас очекувам од тебе музички одговори. Односно, јас ќе ти поставам прашања, а ти не ми одговарај со зборови, одговарај ми со музика. Доколку овој инструмент беше овоше, каков звук би имал? Како се чувствуваше прв пат кога го откри овој инструмент? А како се чувствуваш денеска после концертот во Дунја? А како се чувствуваш, бидејќи ти си музичар, меѓутоа исто си даскал, учител, ги учиш луѓето да го свират хендпенот, како се чувствуваш кога ќе запознаеш некој со многу голем жар и сака да научи да го свири овој инструмент? Ако Скопје имаше саундтрак, како тоа би звучело? А што си посакуваш во 2026 година?
што би отсвирил на твојата најдрага муза? На девојката што ќе те освои со еден поглед. И за крај, кој е твојот омилен македонски хит ако можеш да ни го отсвириш? Јас сум Гора Скени, ова е Енес Беговски, а вие гледате Хитмейкер. Многу сакам традиционални ритмови, наши било какви. И има една песна која што ми е многу мила, се вика Во наше село. Со тези направена верзија. И некако испадна оваа скала да одговара за таа. Ова е една пробна верзија која што треба да се доработи натаму, имам идеја со повеќе луѓе да се направи. Родени по пандемијата, но обликувани од немирот на предпандемскиот човек. Нивната музика е судир на хаос и свесност. Таа пулсира со бес што не руши, туку прочистува. Филозофска тензија меѓу спротивности, обликувана и преточена во звук. Во Хитмейкер се Pitchwise. Дечки, добре дојдовте у Хитмейкер. Добро ви најдовме. Сега ќе си подавате вие со микрофонот. Само колку посто сте од бендот? И како се рачуна ова 3%? 12 луѓе сме, да. Дали имате договорено некаков кворум? Колку треба да сте минимум за да направите една проба? Види вака, прво да се разбереме, проби не правиме од технички причини. Прво нема каде да правиме проба. Нема потреба да правиме проба и трета работа, многу луѓе сме и пак ќе го кажам мојавето на црни, више сек да го споминјам. Значи пробувате на концерт? Не, на црни мојавето е дека уствари проби не се прават, пошто ќе се ги расипаш односите со другарите. Правиме, доколку има нешто ново, една годишна. Една годишна. Таа е стално пред Дфест. Една годишна. Пошто секоја година свириме на Дфест. Таму снимаме едно промо видео и стално ја правиме Маракана. Хитмейкер секојаш дава акцент на доајеми у музиката кои што работеле децении. Меѓутоа постојат и бендови кои што, да кажеме, као група не се со децении, меѓутоа понова генерација, меѓутоа
едноставно го носите образот на македонската музика на ваши плеќи. Порано, пред 30 на години, постоја бендови као Woodstock, например, каде што кој од кој беа таму членови. Значи, Мучо, Киселички, Дрейк, да. Значи, да ти понудат дојди да свириш со нас, да ти се смрзне гомното, извини. Да. Таков бенд сте и вие, некој супер груп кој што човек сака да ве слуша, но не де Боже да го викнете да свири со вас, затоа што ќе треба да се заклучи дома и да вежба 2 месеца. Збориме за бендот Pitchwise. Тоа Pitch одговара и за праска, одговара и за пич, као пич, поврзано е све, нели? Вајс као, нели, као порок, а што уствари Pitchwise? Абе, Или праење Pitchwise? Тоа што го кажа пич, она што го кажа другото па со пич и порок. Уствари... Така да. Не, Pitchwise едно, мислам, види, пред некој ден се случи да ми дојде идеја да измислиме жанр уствари. И уствари жанрот се вика шизофузија. И уствари Pitchwise значи шизофузија. Можеш ли да ги наброиш сите кои се членови и што свират? Ајде, јас сакаш Ади? Ајде ти. Ајде ја. Значи вака, Ади свири гитара една, Бодан Одма ме нервира, саќаш. Бодан Велковски свири гитара друга, Марко Цветановски свири гитара трета. Владимир Чадиковски ни е технички убен, никош нема свирено со нас. Која ќе ви прифали шести гитариста? Гоце Лалковски е на грамофони, јас сум бубњеви, Наско се дере, Симе Златков пее И саксофон. и саксофон свири, Иван Петровски бас свири, Зашо? Велјо Колевски Немаше место сега со гитари? Знамења. И толку Петар сме, Лукич мислам, клавиатури. Петар Лукич клавиатури свири. Дејан Митровиќ. И Дејан Митровиќ свири контрабас. Точно. Интересното е што, као на пример у Лепи Сол, кој ќе свирал клавиатури и кој ќе свирал бубањ, не се знаело дали Кокан, дали Гаро, пошто двајцата свират се. Да. Така и ке вас сите сте мултиинструменталисти. И некад доаѓа ли до свичање на ај ти фати малце ова, ти фати малце ова? Фати Бацева. Тоа е свичање, тоа го направивме на Дефест Джигер Дефест беше, да, на да. песна, че јас сум бубнар по вероисповест, а Джигер е гитарист по вероисповест. Имаме утмето инструментите одамна, како и повеќето работи у младоста. Од жанрови, жанровска определба, инструменталистичка, филозофска, религиозна, сексуална, сега. Све утнавме и после пандемија, а стварно да, се утнавме, сите движења ги утнавме кога беше куло едното и ја пробувавме нешто што не е кул силом прилика така се издеси и кога се случи пандемија, ми се скрши глобалниот наратив на сите заедно и после тоа индивидуално еден по еден. И некако се погоди работа да се сакупиме кај него историја еднаш, Тоа беше одамна. стартот, да. И после тоа, некое лето, неколку години подоцна, не памтам точно колку, зашто пандемијата беше жив песок од време, на сите им беше нереално кога е понеделник, кога е среда, кога е околу. Едно летно време се собравме и решивме ги оцениваме стварија на Джигер, да продолжиме со неадекватното однесување, неадекватното размислување и Дали ви се распределени улогите? Кој е диригентот? Кој е авторот? Види, Чиј збор се слуша задни? првиот албум уствари, екипица, песневе се дел од нив стари доста. Што знам, рифовите као ствари се направени уште 2009-2010 нешто за. И ми беа рифчиња направени за да имаве Кој им било време да дојдат, дошле, чекале Да, за да се чека. снимат. Да. Тие сакав ја од тој бендот што ми беше мене Screaming for Change се викаше и сакав да ги брстам таму. Ама ние таму свиревме некој металкор нешто такво беше, а јас сум малку порокерски, знаеш. И не ми ги сака. И остана, на пример, Диши, да, Има разлика. Филока и Диши и Цвет се вептен од 2009-та стварно, двете ствари. Се, ама тоа беа рифовите. И после се собираме негде таму
2015-та нешто, така беше 2015-16 со идеја уствари технички јас си го направив бендов за да свирам гитара. Не знам како да ти кажам. И уствари он требаше да свири бубњеви и Наско да се дере. И бас реков, мајке видиме нека ќе свири, па не беше беше на таа проба, значи Иван бил на таа проба. Беше нешто бадник, поима немам онакви обнови, 300 ствари. Не Колку листа ви е беклајнот кога идете да свирите него? Каков не колку имаме беклајн? Колкава е листата на беклајн? Не знам, не е битно. Многу има ствари. Па ете за сите што ги набрав на сите. Ја мислам дека треба кандилце да му палите на секој што ќе биде тонец. Треба. Да го поздравиме Трипе за Трипе не беше сега задниот пат на феста. Да. И кога отваравме за Sisters of Mercy технички свираци, за да имаме 15 минути за наместимо. Трипе нинџицу онакво класично. Многите. Овие свират Sisters of Mercy и кик. Добре, ајде дале, идемо дале. Сме слушалици. Да. Вие имате голем фактор на кул. Затоа што едноставно тоа сум го почувствувал и кај можеби па и кај Мизар и кај Санаториум, дека човекот што ве слуша, што е у публика, сака да биде виден дека е у публика, има еден фактор на кул, дека, окей, ја ги сакам Pitchface, јас сум тука да ги слушам. Се издвајам од оној шлајмот. Нема его трипање, само секој се избацува неговата креативна фрустрација, можеш да кажеш на стејдж, разбираш, креативна фрустрација и креативна енергија технички се дешава и без его трипање нема таа момент, чекај сега ја најбољи соло ќе отсвирам. Се знае, гитара свири соло, разбираш, нема што тука. Што се знае само ти збориш на човекот. Сега јас ќе завршам, ја му дадам да го отвори од тоа он никеш. Еве сега веќе. Дечки, вие сте едни од, да кажеме, на прсти можам да ги набројам бендовиве што ја држат естрада во моментов и сте стварно пример за секој млад што треба да почне да свири. Нема шорткат на работите, тоа е најбитното што гледам кај ваквите бендови као вас, дека не постои шорткат, дека све треба да се фати и темелно да се научи и да си стварно поткован музичар, за да можеш па и многу едноставни работи или рифови да свириш, меѓутоа се осеќа одма кога некој ги има лектирите прочитано. Знам дека сте од тие типови на бендови кои што не сакаат многу да се појавуваат вака у јавност и требаше малце да ве убедувам за ова. Меѓутоа мора кроз мала врата да доближиме вистинските вредности на младиве генерации кои што не се прва генерација, туку се можда трета изгубена генерација и е многу потешко да ги вратиме. Али вашите концерти го прават тоа. Треба да има многу поише емисии вакви, што ќе се борат малце за алтернативната страна на градов и на држава, поради тоа што све што има сега, све е за некаков шунт и некаков турбофук се дешава на телевизија со многу погрешни вредности. Уствари, техничкиот момент на музиката е тоа што ти пренесуваш на младите луѓе некако да се осеќаат и некако да живеат и некако да се воспитаат. Односно, воспитањето, не се свесни луѓето колку подсвесно влијае преку музиката. Зашто? Пошто преку музиката има текст, има некаков саунд, што саундот е реално човек што е неук, реално нема зашто да знае како би му влијал саунд. Да. Ама реалноста е дека поп музиката таа што се промовира моментално е направен саундот да биде прифатен и текстот да биде со погрешни вредности. И така да треба да има многу поише принц вакви ствари како ти што го правиш ова за и да го гледаат луѓе ова. Знаеш, има еден куп јутубери, инфлуенсери нови што врска немаат што се дешава околу алтернативната сцена. Историја алтернативната сцена, субкултурата поточно е коренот на културата на државата, на градот, на било што. Така да најбитната ствар е тоа да се промовира. Тие што се популарни више, нема зошто некој да ги промовира, али моменталните инфлуенсери и турбофолк
нели, оваквото, пустеме да зборам. Или само. Ако не, Ке едитираме бе, не се секираме. Стори, Отвори си го душичето, моменталните инфлуенсери што се тие што сакаат да промовираат поп, тоа е пошто они сакаат да се промовираат, инфлуенсерите, а не да ја промовираат музиката. За разлика од твојата емисија што ти сакаш да испромовираш По мое со развојот на технологијата, а технологијата секогаш влијаела на развојот на музиката и на нови жанрови. Нели Едж не би бил Едж доколку не го имал дилеот, нели. Принц не би бил Принц доколку не го имал линдрамот и да го комбинира со одредени гитарски педали и така натака. Значи, цела синт-поп култура у 80-ти не би била доколку не се преминале од аналогци, осцилатори кон линеарни сајзери, FM сајзери. Значи, технологијата секојаш си го правила своето. Па и оваа технологија AI, мислам дека прва жртва ќе бидат тие генерички поп автори кои што први ќе станат небитни. Beachways не можеш да го направиш со AI. Обична Ќе сгуни јаја ако му не може да се расипе јајето. Така да секојаш технологијата на некогаш на обичен, некогаш на испревртен начин влијаела позитивно на музиката, на индустријата. Па мислам дека дури и ова AI кој што мислиме дека ни е закана, мислам дека ќе влијае на некој начин и позитивно, затоа што ќе ги неутрализира сите оние и станат небитни кои што го деградира звањето композитор, па сонграјтер, па битмейкер, па промптер, вака сакам да биде, нели. А она што не може да се направи, да се дуплира е никош не може да има AI джигер, AI ади, нели? Види, ја би додал на ова дека е многу интересно време да се сведочи пак повторно ќе го спомнам распадот на наративот. Знаеш, AI-то го убрзува распадот на наративот. Малце ја прави буквално многу јака акселерација на растурањето на перфектната слика. Знаеш, не може све да биде 4K, 8K, HD, животот сам по себе не е така. Тоа е само тоа е апропо на моето дека запорев што сакам да кажам. Кажете ми што е задње што работите. Задње што работиме се снима албумот вториот. Да. Тој е отсниман од прилика, све е скоро и уште наскоро имаше 2 ствари да ги пукне. Има више од тој албум, имаме издадено 2 ствари, 3, колку се, значи збор лице и ми се гади се од тој албум и сега имаше 4, мислам дека 4 ствари, да. Дечки, кога ќе завршите нешто, кога ќе финализирате, врата ви е отворена. Тука сме, ќе сработиме што можеме и ништо, викајте на концерт. Па не знам што ќе има следно. Може би, ама не откриваме. Не откриваме. Имаме 3 години од првиот албум од екипица, ќе има нешто, ќе најавиме сега, ќе биде брзо. Пред да излезе вториот. Не, пред да излезе вториот албум, ќе направиме нешто интересно. Фала ви многу што бевте гости. Задоволство и чест и се поред. Значи, Така помалку гостопримство. ништо, anytime. Ве чекам со нова ствар за хитмейкер, за топ листа. Ќе биде, ако сегаш ќе направиме специјално. Ја мислам директно кога ќе се снима спотот, тогаш ќе уклучиме што искочи тоа. Тогаш да ја направиме. Фала ти. Фала дечки, поздрав, чао. Yes, ајде. На 10-то место е Еми со песната Без компромиси. Ако ти си бебе втори ли, ако ти си последен, щом си во мртвата ръка, знае, нема много, нема много разлика. Не си първ, не си Бога ми ни последен пат, сметай се, нещо како при времен,
немал успех прв пат, бейбе, или пак си немал успех втор пат. Не, мој не губи ти надеж, бейбе, пробај пак, пробај трето среќано. Оди си или ти до крај остани, одлучи, сакам љубов без компромиси. Размисли, можеш ли до крај остани, одлучи, сакам љубов без компромиси. Во моја контрола не се контролирам. На 9-то место Девана со песната Во моја контрола. Контрола и не се контролира. Штом тебе те допрам температура кревам гора. Сакаш со мене не само да бидеш, знам сакаш, но дали, бейбе, ти ме сакаш? Се што ти ке ми кажеш, правиш да ми звучи ко неубедливо да лажеш. Сакам, знај само да докажам дека кон тебе чувства јас имам. Ако пред сите кажам јас те сакам, нема на само јас тебе да те имам. Во моја контрола не се контролирам. Штом тебе те допрам температура кревам гора. Во моја контрола и не се контролирам. Штом тебе те допрам температура кревам гора. Вечност те чекав да се обидеш со мене. О, бейбе, не само да бидеш. Секој твој поглед поем ти го важев, но за малку ке се излетав, ке кажев. Во моја контрола не се контролирам. Штом тебе те допрам температура кревам гора. Во моја контрола и не се контролирам. Штом тебе те допрам температура кревам гора. На 8-то место Кру со песната Загуба. Загубен по тебе ти, во мене погледна во страо демон мој, лице од беси, лаги и безброј. Јас сум целосно загубен по тебе ти, во мене. Ти дадов поглед, ти ме збор насмеха. Загубен, јас сум загубен во тебе, загубен во тебе. На 7-та позиција Саут Парк со песната Можеби. Може би еден ден и да е последен, ке пронајдам, разбудам мирна вода во себе. Може би барем еден ден. Може би мојата душа за да продолжи ке престане да се лаже себе си. Постои умор кој ќе пресуди. Ти, јас, ти, нас. Да ми се вратиш, да ми се вратиш од заборав.
На 6-то место Дарко Антонов со песната Сам во моите сни. Во ова ладно време биди ти до мене, стопли душа, бейбе, дај ми нежност мене, биди ти крај мене, дај ми малку време, потребни сме, бейбе, сега меѓу себе ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Биди ти крај мене, дај ми малку време. The following program deals with a mature theme. На 5-то место Фука Козметика со песната Рап ветерани. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. Се врати па нигде не заминав, на врв сум на мојата планина. План имам, системот да го закинам, испимпам и да го прегорам. Сролам ко џок, да гори до пас, младината сирота вика само газ. Кредо имаме со нас до 90, рокам песни со пораки и поенти. Таленти, напикани по тепи, кажи како убаво овој стих лепи. Флоу и панч тврдони, мекани медина, рап аджилак со касети и цедиња. Црнците у Нью Йорк бегаа у паника, рап до гроб, живееме од градинка. Години помина, живот падни стани, Фука Козметика, рап, 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 рап. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме системот, имаме и кредо да го сјебеме системот. А добро вре деца, мајко му стара, да соблакам патика, да мавам по глава. Од милиони теми, текстови и рими, рои песни поучни и со поента не вичинат стој. Слободава денес е обичен збор, младинава пуста не видела зор. Изместени вредности, љубовта се губи, модерни робови си. На 4-то место Дуо Коктел со песната Каде ти, таму јас. Нокта паѓа се кори, твојот поглед веќе збори. Знам што ме чека со тебе до зори. Скотска шема се поред, малку виски, малку денс. На крај кај мене, страста да не овене. Ај, сабота е, знај, нека имаш што сакаш, побарај. Ке бидеш права дама, знам ни ти не умеш сама. Најдобро е да сме заедно. Каде ти, таму јас, цела ноќ е пред нас. Каде ти, таму јас, срце лупа 100 на час. Каде ти, таму јас, ајде малку додај газ. Веќе летам душо, веќе сум во транс. Градот свети во сите бои, ко само за нас. Свети ко очите, очите твои. Скопска шема се поред, малку виски, малку денс. На крај кај мене, страста да
не оверне. На третото место Алекс со песната Ни татко, ни брат. Каде и да одам, го среќавам и со оној лик. Оној лик што лесно се чита дека не добил. Доволно љубово прави он ми. Секогаш некој мора да му е крив и ге одам во обратна насока. Знам денот ќе биде добар што те оминам. За век и веков не те избрав јас, ниту си ми ни татко, ниту брат. Паѓаш, паѓаш се подлабоко и ниско и безизлезно во заблудито. Момент твој ќе дојде, побрзо ќе пројде, низ раце ќе пројде и дојде и пројде и дојде. Штом ќе затвориш очи, знам те кочи оној одгоре и ќе одам во обратна насока. Знам денот ќе биде добар штом те оминам. За век и веков не те избрав јас, ниту си ми ни татко ни брат, ни татко ни брат. И ге одам во обратна насока. Знам денот ќе биде добар штом те оминам. За век и веков не те избрав јас, ниту си ми ни татко, ниту брат. И ге одам во обратна насока. Знам денот ќе биде добар штом те оминам. Бегаш ли од себе, ко што јас бегам од тебе? На второто место Марија Нумовска со песната Дождот. Градот спие, добро ми е, ја сонувам за љубовта. Ти си тука, јас те гушкам, ти вко ми шепотиш колку влюбен си и кога се ќе исчезне. Ти појави се пред мене, го сакам дождот. Тој ме потсеќа на те.
Како предлог за оваа недела, Даниел Дан со песната "Ке се шекнам". Денов е при крај, веднаш демони на гости дочекувам. Ако денот ми е рај, тогаш ноќта ке е пеко знам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Еве ноќва е при крај, јас алармот сам си го исклучувам, за да си посведочам дека глупав сон ке завршам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Животот дава, животот зема, те шамара, но назад нема. Животот дава, животот зема, те шамара, но назад нема. Животот зема, те шамара, но назад нема. Се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Хип-хоп, дами и господа, бомбардирам со пирани, вливам заразено да имам толку многу рими, што стварно не е нормално. Па еве пак, подам љубов со микрофонот, правам 300 чуда, со мудата за возбуда, па свитам како дан, зашто стално емсијам. Да, јас го сакам рапот, тој ме сака мене, да беше рапот женско, со рапот ќе се оженев. Рап терминатор, се што свети не е злато, секој рапер не MC, како пики сипи нон-стоп MC, хип-хоп MC, мудар како будик, хип-хоп активист. А дете ти ме мислиш, како мисла врста, за да кажеш нешто рад не горе со два прста, како да си назад по прво одорен, ке ти дадам еден бот за секој повторен со по овој бит. Со позот сташ, јас сум баш тали, знаеш така и си, што си мислиш? Улаш, одната знаеш понело дека рештеци сум додан, ти гутарна поето, необјавен лирика и либерални радикал, шкртал со волјот на колега, ти ке си положил, само да си читала, а јас работам со ритам, знај, да ќе ти путне, ако успе се до утре, ова утре. Од стиховна гимнастика до стиховна физкултура, под како Амон Ра со афрофризура. Одам по вода и не пропаѓам, мајка еднаш во векот, сваков син раѓа, од тука до Плутон, сонцето и назад, се ширам како сида или друг вид на зараз. Ако гледаш ти ме видел, ако слушаш ти ме чуш, кога се работи за рап. Јас сум човекот без усул, правам рап, јадам рап, серам рап, спијам рап, се будам рап, живам рап, ке умрам рап. Се уште најдобар и нема попуштање, па покажи респект, ајде крени раце горе. Раце горе, Ако сакаш вистински рап, раце горе, ако ги сакаш ти сам, раце горе. да вистински рапери. 1, 2, 3, стиле, готја, пики, сипи, раце горе. Оваа недела на место број 1
Мизар со песната Вардар Естикс. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната.